Зошто наставниците си имаат миленици од класот и како некои ученици си имаат поголеми привилегии? И што е со останатиот дел? Ви текнува на другарчето од прва клупа која цело време разговара со наставникот. Секогаш мислите дека тој некако повеќе го сака од вас. И па народски кажано, тој е милениче на наставникот. Наставникот во воспитно-образовниот процес има значајна улога кај учениците и тој треба да биде еднаков кон сите. Но сепак во секој клас постои таа пристрасност кон некој ученик. Најчесто тоа е миленичето кој на наставникот му е советник број 1. Но како дошло до тоа да стана умилен кај наставникот? Со неколку постапки. Прво, уште од самиот почеток, сите задачи добиени од страна на наставникот ги исполнува. Второ, секогаш на предавања се истакнува со нешто. Трето, на пауза има уште нешто дополнително да го праша наставникот. Таа заинтересираност и тоа жртвување да изгуби 10 минути од одморот кој трае 20 минути, може би ви делува некако несватливо. Може би тој тоа го прави зашто навистина има нешто што го интересира и не му е јасно. Но едно нешто е сигурно. Тој никогаш нема да му противречи на наставникот само за да не го разочара. Но верувајте, и нив не има лесно. Овие миленици на наставникот имаат поголема одговорност. Тие не треба впечатокот и довербата која ја стекнале до тогаш да ја уништат, туку само да ја надоградуваат за да не го изгубат местото и титулата омилени. Од друга страна, наставниците секогаш сакаат деца што учат, што се мирни и одговорни. Треба и нив да ги сватиме. Замислете, од понеделник до петок, еден наставник кој предава различни 6 часа на 20 деца по оделение, а се најмалку 5 оделенија во ден. Неговата глава е преполна со информации и му бучи од гласовите на своите ученици, кои пола од нив се постојано немирни. Некако е нормално да биде склон кон оние мирните, кои го слушаат и ги исполнуваат своите задачи. Но немојте да се чудите доколку седите во последна клупа, сте незаинтересирани, фрлате со креда по наставникот, кривате врева и на крај прашувате. Добро, зошто некој го сака повеќе од мене? Факт е дека треба да постои таа блага бунтовност, зашто сепак сте млади. Не значи дека ако не сте омилени кај наставникот, дека нема да успеете понатаму во животот. Но тоа не значи и дека треба наставникот да го мавате со креда и да кривате врева додека тој предава. Сепак сме културни луѓе, така?